Централната комисија за земјоделство на ВМРО ДПМН на 24 декември одржа трибина со земјоделските производители од регионот со цел размена на информации во врска со состојбите во агросекторот и предлог мерки кои би биле преземени кога оваа партија ќе дојде на власт. Пред самиот почеток на трибината на која учествуваа земјоделци од Кочани и регионот, изјава за медиумите даде првиот човек на Комисијата за земјоделство Цветан Трипуновски, кој изјави: Денеска продолжуваме практиката на одржување трибини со земјоделците широм Република Македонија. После она во Струмичкиот регион, денеска се наоѓаме во Кочани на средба со земјоделците од овој регион, со оризопроизводителите. Ќе разговараме за сите актуелни состојби во оризопроизводството и сите оние проблеми кои што ги мачат земјоделците од овој регион. Она што ќе биде главна цел и поента на оваа трибина, тоа што ВМРО ДПМН ќе понуди сериозни проекти и мерки што ќе значат излез од оваа тешка ситуација во која што се наоѓаат оризарите, бидејќи ова е една од гранките која што офаќа сериозна категорија на луѓе и поголем дел од Република Македонија, затоа што овие земјоделци навистина заслужуваат да имаат достоинствен живот и она што го произведуваат да има одредени економски бенефити за нивното семејство. Потоа во ведното обраќање пред земјоделците, претседателот на комисијата Цветан Трипуновски истакна дека штом ќе ја преземат власта, ќе овозможат сите земјоделци што ќе аплицираат да добијат земјоделска механизација. При тоа тој истакна дека ќе се пререгистрираат сите откупувачи за да се оневозможи тие да профитираат врз гребот на производителите. Ќе се доведат до оптимална функција наводнителните системи. Субвенциите ќе се зголемат од 18 на 30.000 денари по хектар. Повеќе од двојно ќе се зголеми износот на средства за млади семејства кои ќе започнат сопствен бизнис во земјоделието.